Финишираат преговорите помеѓу СДСМ и политичките партии од албанскиот блок за формирање на новата влада. Неизвестно е дали на денешната средба со петорката од БЕСА, партијата на мандатарот Заев ќе им одговори на бараните принципи како услов за партиципирање во владиниот кабинет. Владината програма најверојатно утре ќе се достави до собранието, ден пред конгресот на СДСМ за избор на партиски лидер, на кој се очекува реизбор на Зоран Заев, а во понеделник пак на редовна координација со представниците на политичките партии и договор за седница. Нема јасна слика за новиот владин состав, освен според изјавата на лидерот на Дуи Ахмети дека интегративците ќе раководат со досегашните ресори, освен здравство и образование кои ќе им припаднат на албанска партија. Од БЕСА не сакаат да зборуваат за нивни кадри во владата, се додека СДСМ не им одговори на така наречените принципи кои ги бараат и написмено му ги доставиле на мандатарот. Во новата влада да нема осомничени лица од страна на СЈО, редефинирање на политичкиот систем и рокови за некои закони за кои не е потребно двотретинско мнозинство. За партиската платформа на БЕСА, како услов за учество во новата влада, вчера на телевизија 21 зборуваше Скендер Реджепи. Si pika parimi të re televizijës BESA është edhe afatizimi i çdo ndryshimi që ne synojmë, nga dhënia e prokurorisë speciale, nga ndryshimi i sistemit juridik, nga ndarja e buxhetit, nga depolitizimi e departizimi i administratës institucioneve shtetërore, departizimi e depolitizimi edhe i gjyqësisë, nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe, deri te ndarja e buxhetit proporcionale dhe me votim shumicës dyfisht, bile edhe deri te ndarja fillimi bisedime për ndarje të re territoriale, sepse ndarja aktuale i dëmton shqiptarët në shumë segmente, do të shumë pika janë bazë, që janë dorëzuar partnerit për tarshëm, të mundshëm për bisedime. Артен Груби вели дека се прават мали финеси до новата влада, со тоа што веќе нема да се вика вице-премиер за спроведување на рамковниот договор, туку за политички системи и односи меѓу заедниците. Дуи раководеше и со правда, евроинтеграција, економија, локална самоуправа, животна средина. Засега конкретни имиња нема. Неизвестно е и кој ќе застане на вице-премиерската позиција за економски прашања, по реакциите на неколку синдикати тоа да биде представник на бизнис заедницата. Мандатарот Заев се надава дека за владината програма ќе застанат сите 67 пратеници од парламентарното мнозинство.